Александар, добар ден, добре дојде во Култ култура на телевизија Телма. Честитки за наградите што ги освоја двете представи во кои учествувате. Тоа се Народен пратеник и 12. Народен пратеник се врати од стеријно позорје во Нови Сад со награда за колективна актерска игра, а пак представата 12 победи на годинашново издание на фестивалот Војдан Чернодрински, освојувајќи ја наградата за представа во целина и за колективна актерска игра, и вашиот колега Оливер Митковски беше награден за епизодна улога, а 12 освои две награди на фестивалот Петре во Велес, награда за представа и за режија на Синиша Евтимов. Па како го толкувате овој успех на МНТ по подолго време пауза? Па прво морам да кажам дека успехот еве што го постигнуваме на фестивалите и овакво си дојде заслужено. Ете и комисиите го препознаваат квалитетот на МНТ, ама со доаѓањето на Никола како генерален директор на МНТ, една нова сила се даде на театарот, неговиот ентузијазам се пренесе на сите во театарот, значи зборувам од актерскиот ансамбл па до техничките служби, сите некако полетно работат и ете тоа си вроди со плод и за тоа се и овие награди што ги освоивме во овој период. Се надевам нема тука да застанеме, ќе одиме и понатаму. Така е. Се отворија многу, например, на фестивалот во Нови Сад на стеријно позорје. Народен пратеник доби многу понуди да учествува и на други меѓународни фестивали, така да се надевам дека од септември, октомври исто ќе се направи една турнеја по другиве фестивали што се во регионов тука. И Народен пратеник и 12 освоија награди за колективна актерска игра на фестивалите за кои што веќе кажавме. Што значи за вас колективна актерска игра? Како треба да се игра однатре за да се биде препознаен однадвор дека тоа е така како што е? Ја често го споминјам тоа дека ова е као фудбалски тим. Значи, во еден фудбалски тим ти можеш да имаш милион звезди, така, а да не се постигнуваат резултати, бидејќи секој е свет за себе, секој си солира и сака да ги покаже своите поединачни квалитети. А тимската игра, напротив, секогаш вродува со плод. Така се случуваше, нели, и на фудбалот, кога Реал, се сеќавам, имаше име до име, целиот тим вредеше милиарди долари, а не освоија ни Лига на шампиони, ни првенство во Шпанија, додека другите тимови со компактна екипа успеваат да направат многу повеќе, поголеми резултати. И интересно е што оваа колективна актерска игра е сршта на театарот. И многу ми е мило што жиријата успеа да го препознаат најсилното оружје на МНТ, а тоа е колективната игра на сцена. Ја еве во 12 имам помала задача таму, значи додека се случува, цело време пратам и просто на првата или втората изведба кажав, луѓе, јас сум запрепастен од тоа како компактно се игра, како секој на секого му помага, секој на секого му додава, секој на секого му мести. Значи, стварно беше фасцинантно. Ликот на Јеврем Прокич во представата Народен пратеник, според рецензентот Спасој Миловановиќ од стеријно позорје, е лик на човек кој е коруптивен не заради тоа што е зол, туку заради тоа што е просечен човек, наивен човек. Дали и вие го видовте како таков и што бараше Егон Савин како режисер од вас? Како да го направите? И има ли врска Јеврем Прокич со Јеротије Пантич што го толкувавте во Сомнително лице од 2007 година наваму? Значи, ова ми е втор пратеник во кој играм. Првиот пратеник ми беше пред милион години, тоа фактички ми беше и прва представа во МНТ, во режија на мојот сега веќе покоен професор Димитрија Османли. И тогаш Македонија беше млада, значи само што беше формирана како држава,
уште луѓето не знае што значи тоа повеќе партиски систем, што се тоа избори и такви работи, значи се беше измешано. Ама како Македонија се развиваше како самостојна држава, така повеќе растеше и популарноста на представата. И сега после X години се сетивме со колегата Јоцо на народен пратеник и викаме сега може право време да се направи народен пратеник, бидејќи луѓето се знаат, текстот е напишан пред не знам 150 години, а е актуелен ден денеска како да е пишуван за сега. И во режија на Егон Савин, значи ја постави представата во времето. И малце бев така скептичен во однос на тоа, викам зашто не ја осовремениме да се случува денес и сега. И после сватив дека уште попоразително е кога ќе видиш дека пред 150 години се случуваат работите што се случуваат ден денес. Јеврем Прокич е сосема просечен човек кој амбицијата да биде пратеник не е за да направи нешто за државата, не е дури ни за лична корист, пошто тоа е богат човек, него чисто за сталежот, за тоа кога ќе се појави он во јавноста да викаат него пратеникот оди за некои бенефиции што ќе ги добие како пратеник, а врска нема, ни што се случува, ни како се случува, кампањата му ја водат разни хоштаплери кои сакаат да го исцица, да му ги земат парите, он е ставен во една машина во која не знае ни што му се случува, ни како му се случува, ама идејата да биде пратеник е толку голема што он е спремен се да даде за да стане пратеник. Концептот на представата народен пратеник е базиран на односот родител-дете, односно Јеврем наспроти Даница, што ја толкува вашата колешка Дарија Ризова. Таа во принцип не се сложува со однесувањето на татко и преку малверзации да стигне до пратеничка функција, па од тука ја читаме таа порака дека треба светот да им се препушти на младите без квази вредностите што ги поставија по старите. Дали е дојдено тоа време, Александар, според вас? Апсолутно. Додека уште не сме ги исквариле младите да ги чуеме побрзо. Тоа е еден интересен однос кој го разви Егон во представата, значи судирот на тие генерации, на една прогресивна сила која доаѓа со нови интереси, со нови сваќања и една, нели, закоравена стара гарда. Се надевам, искрено се надевам дека младите ќе земат во своји раци и ќе направат нешто за оваа држава, за ова општество, додека уште не се исквариле. Во представата 12 го толкувате ликот на број 6. Тој е човек кој во принцип не зборува многу, слуша, внимава, не пласира свој став на прва топка, па како го доживеавте овој лик? Зошто тој така се однесува? Клатното кое преоѓа од едната страна на другата се тие ликови кои у суштина ги примаат информациите. И тука е превагнувањето, дали еден човек е виновен или не е виновен. Значи, додека го работев ликот, ја гледав да ги најдам сите преломни точки кои се за да дигне рака за ова или да дигне рака за она. И сватив дека човекот е студиозен, дека он гледа, сака да ги чуе работите, макар што на почеток, нели, се изјаснува многу брзо дека е виновно детето, ама подоцна, од кога почнуваат да се даваат нови и нови аргументи и работи кои тој не ги забележал како свој, почнува да го менува мислењето и не знам дали се сеќаваш, ама у едно од тие гласање на крај вика нема да гласам сега, сакам уште да слушнам, сакам да чуем, да ги слушнам баш сите можности за да можам да донесам конечна одлука. А зошто број 6 не се однесува како број 8? Кај кого се развива таа морална вертикала поврзана со случајот со убиство што го врши еден млад човек? Некои ликови авторот дал повеќе, на некој дал помалку.
Кога дал помалку, тогаш треба ти плюс да поработиш за да можеш да доизградиш, да го доизградиш, или да стигнеш до поентата. Затоа што на пример првите аргументи што ги изјавува 8 не се ни аргументи. Значи тоа се ставови однос младо е детето, па што ако е младо, тоа не значи дека не може да убие, така и такви работи. Ама подоцна кога дава фактографски податоци, тогаш стануваат промените кај мојот лик и кај уште некои од ликовите што ги имаме, кои си се фаќаат за одредени работи кои се во представата. На репертуарот на МНТ е и вашата представа Торонто Експрес, со оглед на темата поврзана со македонските иселеници во странство. Какви се реакциите што ги добивате по изведбите на таа представа, не само во Скопје, туку и низ Македонија? Еве, најавивте дека утре вечер ќе играте во Струга. Посебно задоволство е кога во публика имам луѓе кои се иселеници, кои дошле тука, дали на одмор, дали овакво, и дошле да ја гледаат представата. Тоа е стварно посебно чувство, посебно ако се од Канада, пошто Канада е друга планета, тоа е едноставно, не знам која земја друга би можела да се спореди со таков систем каков што има Канада. У суштина представата зборува за Канада, да, ама зборува повеќе за Македонија. Тоа е по принципот зборувам Керко сети се снаал. Така да тоа беше мотиво да ја направам. Мене не ми е важно како е во Канада и дали е добро или лошо. Битно ми е како е тука. И зошто луѓето од тука се решаваат на еден таков чекор да ја напуштат земјата и да отидат да формираат семејство и да го продолжат својот живот во некоја друга земја. Не мора да е тоа Канада, тоа може да е и Европа, Америка, било каде во светот. Во МНТ работите од 1997 година, 56 представи имате одиграно, барем според тоа како стои на страницата на театарот во вашата селективна театрографија. Како се подготвувате, Александар, за представа? Кога ќе дојдете тука, имате ли некој ритуал? На почеток на кариерата многу повеќе време ми требаше за концентрација и за тоа да влезам во еден лик, што се вика. Сега тоа е сублимирано на многу пократко време. Во секој случај, заедничко што е со се, тоа дека сакам минимум сат и пол до 2 да сум пред почетокот на представата, да дојдам во театарот, да го осетам воздухот тука, да слушам интерфонија, звуците, шумовите од сцената, како се мести, како се прави, а за секој лик посебно мини ритуалче некој. Од денес сте член на новиот уметнички совет на МНТ. Во што ќе се состои вашата задача? Дали ќе работите да го унапредите театарот за во иднина уште повеќе? Секогаш е убаво кога си дел од нешто такво што е креативно. Мислам дека уметничкиот совет треба да дава инспирација на директорот за да земе вистински проекти кои публика ќе сака да ги гледа, за фестивалски проекти кои би отишле и би зимале награди. Се надевам дека успешно ќе работиме, ќе дадеме прави насоки каде да се движи театарот во наредниот период. Јас ви благодарам за разговорот. Фала и тебе.